километри од Штип, тука се одвојуваме од цивилизацијата, навлегуваме во еден нов, неистражен дел на овој регион. Нашиот пријател Оливер е вистинскиот човек кој што ќе ни ја покаже оваа степа која што и текако е значајна и за градот и за сите нас. Пустинските волци навлегуваат во Штипската степа. Одиме. Застанавме со нашите джипови само да ви покажеме дека навака и таблаво се оди на кај стрелиштето Пенуш, а по овој пат се оди до селото Пенуш каде што живеат само двајца. Но натака и нашиот пат кон средиштето на пустината. Оваа автентичност на приделот, која што е секако карактеристична, беше пренесено и на филмското платно, Оливерче. Да, така, на филмот Коски од Милчо Мончевски. Така. Она што исто така плени во овој простор што може да видиме е зеленилото. Да, вегетацијата. Може да се забележи како што се навлегуваме подолу кон средината на степата, така и вегетацијата станува се поскудна и пониска, така да ја кажам. И карактеристично е тоа што еве сега за 10 минути кога ќе се спуштиме на местото познато како Брестови, ќе можете навистина да го почувствувате оној степски амбиент. А можеме да кажеме дека ваквиот предел, нели, со вегетацијата може да се најде и во Африка, што значи не е карактеристично за нашата клима. Ова е под која клима би спанало? Па да, во суштина може да се карактеризира како некоја субтропска клима, бидејќи исклучителното мало количество на врнежи кој го има овде и тенденцијата на глобалното затоплување се повеќе и го забрзува тој процес да ова степа дури веќе и пустина. Ајде да продолжиме. Ајде, продолжуваме. When I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West, Cisco, Cisco, Wild Wild West, the Wild Wild West, we know it's now, once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Можеме да речеме дека се наоѓаме во средината на така наречената Штипска пустина. Мене ми мириса на сол, еве, баш на неја стоиме. Оливер, што може да ни кажеш околу ова сега? Па во врска со ова, според геолозите, пред многу милиони години овде целиот овој предел бил покриен со вода, за да подоцна по низа сложени тектонски процеси, истата се излие од овде и доколку сакате може да се обидеме и да побараме некој фосилен остаток, што верувам дека овде ги има насекаде. Можеме ли да кажеме еден податок колку е старо ова место? Значи, еве приказната околу водата. Колку што знам, некаде пред 40 на милиони години овде била покриено со водови период. Во Македонија околу 10.000 хектари се под така наречена степски предел. Оваа пустина, односно Штипската степа, се протегаат од овде на југ до Демиркапија и понатаму до граничи со општината Свети Николе, зафаќајќи го и Овче полието, и се предпоставува според некои процени дека веројатно првите пустини во Европа ќе бидат токму овде на овој период, овој предел. Она што е интересно, Оливер, токму за овој предел е, освен што мириса на Медитеран и на море, овдека може да се почувствува и мирисот и енергијата на Дивиот Запад. Па
да, и несомнено поради тоа толку и Милчо Манчевски не случајно го обра овој предел за снимање на многу кадри од неговиот филм Коски. Веројатно можете да се уверите во специфичноста на периодот, на пределот во кој се наоѓаме. Ајде да се Светските лидери, ако не успеа да го забават глобалното затоплување, тогаш за едно 50 на години баш ќе залечи да, точно, баш добро кажа, за 50 години веќе ќе биде пустина. Значи, ако на друго место велат дека ќе има поплави, кај нас во Македонија ќе... Да, и тоа е екстремни. Веќе во последните години фактот дека има се помалку врнежи го и потврдува веќе тоа. Така, ајде да пробаме да ги најдеме тие остатоци. Ајде да се видиме, да, зашто да не. Ево, Оливер, јас веќе најдов нешто. Еви, јас најдов неколку. Дали е ова за тоа што зборувавме? Па да, веројатно е тоа. Ова се очигледно стари скаменети фосили и се надевам дека во соработка со палеонтолозите ќе ни излезат во пресрети детално ќе ни објаснат зашто станува за какви видови ова се веројатно некакви школки, ова некој скаменет полжав, па веројатно тие најдобро ќе ни кажат. Бидејќи ти си авантурист, дали токму само на ова место си пронашол досега вакви работи? Па еве, освен овие и на самиот почеток на степата исто така можат да се најдат, и тоа интересно е тоа што се наоѓаат исклучиво на одреден дел од пустината, и тоа по така повеќе 10 на 20, да. Така. Кате, најде камен или најде фосил? Оливер, јас најдов нешто. Ова е фосил. Слично на нашите кои ги пронајдовме. Карактеристично за овој предел е тоа недостатокот на вода. Многу минерали. Източноста на водата е многу слаба. Карактеристично за овој предел е тоа што иако е слаб на извори на питка вода, сепак подолу сега каде што ќе се опатиме кон селото Јамуларци се наоѓаат се уште акни извори на минерална вода. Дали таа е солена вода? Да, солена поради самата специфична структура на земјата низ која поминува. Така, што го докажува и фактот за тоа што зборувавме дека на овој предел токму постоело некој тип на вода, море. На вода, точно. Да се упатиме долу, да. Исто така, бидејќи сме овде близко овде до нас и реката Брегалница, можеме да се симнеме и долу до неа, да ја почувствувате како таа со нејзиното присуство овде создала еден вид мала и една прекрасна оаза. Е така, одлично кажано, одиме. Јас мислам дека тука одлично се гледаат нашите шофери кои што не возат со џипот, Чичко Лазе и Бобан. И Бобан од Македонија. Па тајде мафнете малце. Одиме понатаму. Ајде. Кога степскиот волк го бараше својот плен. Кате овде имаш многу инспирација, верувам. Секогаш природата ми го отвара срцето и душата. Оно што денеска го видовме, почитувани, никого не остава рамнодушен. Овдека има идеални услови за алтернативен туризам и вреди да се види ова што ние барем малку ви го пренесовме. Како на пример со џипови би можело да се организира сафари, но за жал ова место е се уште замрено, нели? Секако. Велосипедистите да не ги заборавиме. Да. Планинскиот велосипедист. Нашиот водич Оливер секогаш доаѓа тука со неговите другари со велосипед. Да кажеме само дека за жал не можевме да отидеме на изворите на минералната вода како што ветивме, бидејќи временските услови не ни го дозволија тоа. Сепак како што ни кажа нашите
возачи од Македонија пат, дека ако појдевме таму и заврнеше многу, не ќе можевме да се вратиме и сега не ќе можевте да го имате овој прекрасен материјал што го имаме сега. Ово што ви го понудивме беше парче душа од регионот или пустината близу Штип, на само 8 километри од градот. И нашиот немирен дух никогаш не спие, продолжуваме со истражувањето на мистичните и тајните предели на Македонија. Талкачите ве носат понатаму. Можеш малце да ни подобјасни зашто станува зборува? Ова се испуканата земја е ова или? Тоа се... Ова чисто геолошка. Она што исто така плени во овој простор што може да видиме, јас почнава да правам како карта, е дека зеленилот. Пустината е таква како што е сега и Долуваме зборке, Две реченици врати назад. не за тоа, ти тука нема многу податоци, не знам што да зборам за тоа. Каде ја напуниме емисијава сега? Немаме емисија. дел од тие остатоци за кои што зборувам. Јас Добре. Оливер? Оливер? И ова е за крај. Доста се зезавме со громовите, свилие громови. Оливер, тука мириса на сол. Ја направи. Тоа ти се подли. Лизу каде? Стопнав него два пати. Ајде, јас ти ќе го кажеме само тоа со дивиот запад, што мислам дека беше Борис. Добро, по силите доле ќе зборим. За посилите доле. И А јас ќе го прашам сега после ова кај одим. Ајде, без гај. Ти Оливер ќе ни каже. Чути, многу е. Ај, ќе одите. Ајде, шибе. И кога степскиот волк го бараше својот плен. Кете, доста со поезија. Ова мислам дека е многу повеќе од тоа. Човек, што збориш бе? Нели друго требаше да рече?